Развојот на рудникот за бакар и злато во Иловица Штука се карактеризира како пример за современо, безбедно и одговорно рударство. Компанијата и во изминатите години во сите претходни фази од развојот на рудникот работеше според нависоките стандарди на македонското и европското законодавство, а сите досегашни резултати се транспарентно објавени и јавно достапни, се вели во информацијата од Евромакс. Како што нагласуваат, овој проект ќе донесе големи придобивки за локалната и националната економија и главен акцент ќе биде ставен на безбедноста на заедницата, затоа децидно тврдат дека проектот Иловица Штука нема да има какво било влијание врз здравјето на граѓаните, но и вработените, ниту пак негативни ефекти на другите дејности како што е земјоделството. Во информацијата стои дека компанијата Евромакс одлучи да не користи цијанид во процесот на преработка на рудата во рамките на овој проект. Компанијата нема да го менува основниот начин на преработка, а тоа е производство на концентрат за извоз преку процес на флотација, што представува физички процес кој вклучува дробење и мелење на рудата, до многу ситен прав и физичко одвојување на минералните зрна кои содржат скапоцени метали како бакар, злато и сребро од минералите што немаат вредност. Процесот на флотација не вклучува хемиско разложување или третирање на рудата, стои во информацијата од компанијата. Рудникот за бакар и злато во Иловица се очекува да биде една од најголемите инвестиции во Македонија во последниве 25 години, вредна над 343 милиони евра. Директно ќе бидат вработени околу 500 луѓе, а дополнително 2700 луѓе индиректно преку ангажман на локални добавувачи и подизведувачи. Годишно ќе плаќа 24 милиони евра во даноци. Евромакс неодамна објави список на директни работни места во проектот Иловица Штука, за кој ќе организира конкурс, откако ќе ги добие потребните дозволи за експлоатација. Обсегот на работните места, 488, е во согласно со потребите на физибилити студијата. Инаку компанијата ги има доставено сите неопходни документи што произлегуваат од концесијата, а кои може да се достават имајќи в предвид дека одредени процеси доснеа поради политичката криза во Македонија. Евромакс проведува активности за вклучување на сите засегнати страни со цел да обезбеди сите да имаат јасни информации за проектот и ги повикува сите што имаат одредени ставови или загриженост за проектот да стапат во контакт со компанијата. Евромакс е компанија која котира на берзата во Торонто, а е во доминантна сопственост на престижни инвеститори од САД, Велика Британија и Канада, вклучувајќи ги и Европската банка за обнова и развој, Инвестбанка, Ројал Голд и Equinox Partners.